Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме шпагети со маслинки и миродија. Миродијата е прекрасна состојка која не се користи доволно во готвењето. Има природен солен вкус кој одлично оди со риба или зеленчук. Во овој рецепт ја спојуваме со маслинки, состојки кои се створени да бидат сервирани заедно. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 150 грама шпагети, 2 грста зелени и црни маслинки, 1 грст миродија, домати од конзерва или сечкани домати, сок од половина лимон, 1 грст макдонос, сол и бибер и маслиново масло. Да почнеме со варење на шпагетите. Ставете маслиново масло и сол во зовриена вода, прекршете ги шпагетите на половина и ставете ги во водата. Покрите со капак. Време е за сечкање. Земете ги маслинките и пресечете ги на половина или извадете ги семките и потоа пресечете ги на половина. Користењето на маслинки со различен вкус и боја го прави јадењето богато, но можете да ставите и само еден вид маслинки. Следно, ситно исечкајте го макдоносот. Половина ни треба за готвењето, а остатокот е за гарнирање на крајот. Лимонот пресечете го на половина. Време е да го направиме сосот. Загрејте ја вок тавата и во неа ставете маслиново масло, а потоа ставете ги маслинките и миродијата да се пржат. Овие два вкуса се главните состојки на нашиот сос. Зачинете со сол и бибер и ставете ги сечканите домати. Оставете ги да крчкаат и да се спојат, а потоа ставете го лимоновиот сок, па сечканиот макдонос. По неколку минути додадете малку вода од шпагетите и продолжете да го крчкате сосот. Исцедете ја пастата и ставете ја во сосот. Убаво мешајте за состојките на сосот да ја покријат пастата и спремни сме за сервирање. Време е за сервирање. Ставете го јадењето на средината од едноставна бела чинија за паста и потрудете се сите состојки да бидат рамномерно распоредени. Ова секако е вегетаријанско јадење, но маслинките и миродијата му даваат месест и силен вкус. Можете да го сервирате и со лингвини. Брзо и извонредно вкусно летно јадење во кое можете да уживате за време на летниот одмор со чаша студено бело вино. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели.